Прековремената работа или работењето за време на празници е дел од секојдневното работно ангажирање на многумина. Но дали работниците знаат колку треба да изнесува нивниот платен додаток за дополнителниот труд? Финансиски совети добивам од магистар и консултант Благоја Грозданов. Законски имаме дефинирана работна недела на она што е стандардна барем на 40 работни часа. Исто така имаме и законски дефинирано дека освен во некои исклучителни случаи работната недела не треба да биде пократка отколку 36 часа. Стандардно овие 40 работни часа се делат во 5 работни дена, но зависи од потребите на работодавачот, процесот и така натака, можно е и 6-дневна да се организира во 6-дневна работна недела. Сега во однос на тоа што би се сметало за прековремена, всушност секој дополнителен работен час над овие 40 часа стандардните би се сметал за дополнително, односно прековремен работен час и повторно зависи од договорот и потребите на работниот процес и на потребите интерни на работодавачот, можно е да се побара, односно да се наложи на работникот да остане и во прековремена или прековремено да се работи, при што треба да се внимава и дополнително за секој час прековремена работа кој работникот го сработува, по час му следи додаток од 35%, што значи дека освен оној редовниот дополнителен час кој му се исплаќа, му се исплаќа и додаток од 35% на тој час, односно би дошло 1,35, бидејќи во коефициенти најчесто сакаат нашите колеги да зборуваат за секој дополнително прековремен работен час поменат на работа. Додатокот за работа на празник или во недела се уредува според секторот во кој работникот работи. Недоразбирање може да има за тоа на што се пресметува додатокот. Нето платата, за која работникот потпишал договор, е основната плата врз која се пресметува и додава додатокот за работење на празник. Дознаваме за колку треба дневницата да биде зголемена. Дефиниран додаток во Закон за работни односи и општ колективен договор и додатокот за плата на работниците кои работат во дејност трговија е 100%, што би дошло бидејќи оние денови кои се сметаат за празници се секако влегуваат во секако пресметката за плата, односно тие часови се секако во часовите, во оние часови месечно кои се сметаат, на кои се смета плата, значи ќе дојде дека нив им се исплаќа една дневница секако плюс една дневница зголемена за 100%, што би дошло 3 дневници ефективни, значи односно додаток од 2 дневници. За работа во празници, додека за останатите дејности од кои не се трговија, додатокот е 50%, што би дошло 2,5 дневници, односно 1,5 над онаа што секако им следи. Сега, прашањето на што се смета е многу битно прашање, бидејќи тоа е, да речам, основата на моветот. Внимавајте, во договор мора да има дефинирано основна плата, која основна плата е, како што кажува и поимот, е основа на која се смета вредноста на работниот час, на кој работен час, понатака ги сметаме додатоците, значи на плата. Истото нешто што го кажавме, истиот муабет што го направивме за работа на празници, важи и за работа на недела. Повторно треба да се направи разлика меѓу трговија и остаток од стопанството, со тоа што во трговија додатокот е 100%, додека остаток од стопанството додатокот е 50%. Прековремената работа за работниците на скратено работно време не може или не треба да постои. Но за возврат за прековременото работење за работници со полно работно време, што се одбира? Пари или слободен ден? Како е кај нашите работодавци, а како е во светот? Праксата кажува едно, а како е пропишано според закон? Значи, постојат пракси во светот, знам, каде што, бидејќи не соработуваме со клиенти од различни, кои работат во различни юрисдикции, постојат пракси за ова во светот, меѓутоа, убаво што си постојат пракси, меѓутоа нашето законодавство, односно нашиве позитивни законски прописи, пред се мислам Закон за работни односи и општ колективен договор за приватен сектор, таква категорија не познаваат. Така да, ако го давам ова сега како совет, не би го советувал, бидејќи изричито е наведено дека дополнителниот прековремениот час се плаќа 35%, се пресметува на основната плата онака како што веќе говоревме и следствено мојот совет е да си се исплаќа согласно закон, односно да се почитува законот во тој дел. Сега, бидејќи ние сме секако креативни и сакаме трендови, знам дека кај нас има некаде некоја пракса за такви ситуации, но тоа е во домен на некоја најблаго да се изразам сива зона и во домен на договор меѓу работодавач и вработен. Инаку, согласно закон, таква категорија не познавам, односно имаме само исплата за 35 на додаток од 35% за секој час поменат на работа.
регрес за годишен одмор или познато како К15. Дали работодавците го злоупотребуваат ова право на вработените? Грозданов појаснува кои се условите за исплата на регресот на годишен одмор, но и кога се исплатува сума под предвидената. Регресот за годишен одмор следи, како што кажа името, следи за, односно му следи на работникот за на она работно место или кај оној работодавач каде што ефективно го остварил правото на годишен одмор, зашто треба 6 месеци да си вработен кај конкретниот работодавач. Дефинитивно им следи на сите кои го исполнуваат овој услов, односно биле 6 месеци во годината кај конкретниот работодавач вработени. Износот варира, бидејќи е врзан со просечна републичка плата од последни 3 месеци, така да зависи кога ќе се донесе одлуката за исплата на регрес, меѓутоа во секој случај следи. Сега има одредени, да кажам, ситуации во кои работодавачот може да исплати регрес во понизок износ од минималниот. Мислам дека порано постоеше страв дека ова се злоупотребува, мислам дека веќе не е случај, дека и веќе од страна на вработените, работниците веќе има еден степен на едукација и на запознавање со нивните права, така да не ни дозволуваат да тако нешто да се случи злоупотреба. Иначе во реални услови, значи во реални услови на стопанисување, опцијата за да се искористи за да се исплати помал регрес од минималниот кај работодавачот е доколку настанат некакви финансиски потешкоти во неговото работење, што е доста широк поим, но е реален, бидејќи може да има и од аспект на ликвидност и од аспект на профитабилност проблеми. Меѓутоа и дури во тој случај се има јасно пропишана процедура како може да се оствари ова опција да се исплати регрес помал од минималниот, тоа е во договор со синдикалната организација на вработените или доколку отсуствува синдикална организација во договор со представник на вработените кој претходно треба да биде избран и нормално со некаква здрава економска позадина, односно здрава економска логика зошто не е исплатен целиот регрес, туку исплатен помал регрес. Иначе во нормални ситуации треба да се исплати минималниот регрес колку што е пропишан во општиот колективен договор. Целиот труд на работникот треба да му биде соодветно исплатен. Простор за жалба незадоволните работници имаат на порталот на Државниот инспекторат на труд, каде проблемот може да се пријави анонимно. За ова прашање соговорникот одговара позитивно. Случаите кога не се исплаќаат додатоците се помалку. Секако, испраќаме и апел за транспарентно и одговорно работење на двете засегнати страни на пазарот на труд. Прилогот на колешката Бојана Цветковска се однесуваше на работничките права и како што можевте да видите ги дознавме меѓу другото законите за тоа колку е платена прековремената работа и дали воопшто е платена во Македонија, што е регрес за годишен одмор и каде и на кој начин може да се пожалите доколку во вашата компанија има некои неправилности.